Го сеќам мирисот на природа, во него уживам. Дури сега успеав да се искачам, касна не дига. Немав кондиција, а морав да се одморам и така се нав. Луѓе, фатив едно животно. Добро утро луѓе, добро дојавте во новото видео донат овде. Само што станавме да направиме кафе и така. Сега моментално кога го гледате ова треба да се загрее оваа машина, значи малку. И сега ќе видите за колку време кафето се прави кога ќе го направи. Значи има експресо, има кафе, има арома, има стим, работи на стим, значи има акаунт. Има вода и ова е за чистење најверојатно нешто. Ова овде е нашиот шпорет, значи ќе видите како се пали шпоретот. Значи имате едно дугме, го ставате. Каде беше запалено? Да, еве овде стискате. Нова тачот. И сега, пример, сакате горната рингла, го терате горе и вртете на колку. Сакате долната, сакате оваа. И сакате да го исклучите, го тргате ова и се гасни самиот шпорет. Океј, да се вратиме кај машината. Ставаме ова, се истура. Еве кафе. Го истураме уствари. Надвор времето е убаво, не е лошо, сонче. Чим има сонце, значи секате времето убаво. Еве, сега ќе видите како тоа изгледа. Додека се прави тоа, еве го салатот. Готово е кафето. Сега друго што треба да земаме е млеко. Еве го. Заборавив на лажичка. Така, започнува моето утро, луѓе. Добро утро и на вас, нека ви е, мада кај мене 10 сат. Ви пуштам музиче, кое што не можам да јадам копирајт. И батерија ќе чуваме двојна комбинација и ми се отвора двајца луѓе, тие двајца днет сум јас, имам 24 видео, 1206 субскрайбери, 1 милион прегледна. Нема 1 милион, ама 900.000. Море, чекай да видам, about 980.000 и волку. Ако се види, окей? Добре. Значи, пишете ми како сте вие, што има ново, ако сте нови, ако ги гледате моите видеа, коментирайте доле, јас сум нов, почнав да те гледам од толку време. Исто така, овие денови ќе има повише лајвови од страна на други луѓе кои што снимаат, не ќе ништо да ви кажувам нејзино име, они си имаат планови, може ќе начекате некој лајв, па ќе видиме. Се канам да направам еден челендж, значи 3 дена поред и го одложувам поради тоа што не можам да натерам Нина да дојде да одвои малку време, пошто стално има работа. И така, за тие што не знаат, моментално сум во Швајцарија, значи во Худвил. Ако не знаат колку сум далеко од Македонија, тоа ви е околу 2000 километри да патувате. Со авион се стига за 2 сати, а со кола се стига до 20 сати максимално. Зависи како е времето. А со автобус Нина патуваше 26 сати, поради тоа што имало некои паузи и такви работи. Исто така кога влагаме во Швајцарија, е најголемиот тунел во Европа, значи, и е околу 40 километри тунел или 50, не знам. Значи, пола сати више си од тунел патуваш само. Брат ми Бојан исто живее во Швајцарија, јас доаѓам на 3 месеци горе-доле. Јас живеам у Скопје, кога ќе дојдам ќе се запознаеме ако имам митал. Брат ми Бојан живее во Швајцарија, моне после Италија на самиот влез, значи Швајцарија граници со Италија, со Франција, значи. И кој беа не ми текна, не е битно. И он е во Италија, значи он е на влезот. Кога влагаш, значи он е одма таму во Локарно. Таму е многу убаво и мојот прв влог можете да видите таму бев и да би кај него. И така, најте го ми снема материјала прекот. Која песничка си најдов, човече? Сега ќе слушнете. Попуштив малку. Не сакам нешто да се промени, мозокот со позитива да се напуни и досетиш. А се би направил за моите другари, не ме сваќи погрешно, ги знаеш овие услови.
Животот не нуди се добри работи и тие што не ги сакаме. Ако се нема избор, значи мора да прифатиме. Што треба да плачам, пошто таа не е со мене. Едноставно среќна е со парите. Имаше се, но сепак сонуваше за повеќе. Да, нема везе да не ве гнјавам со моето минуто и моите песни, значи јас сум задоволен од тоа што го направив, искрено снимав 3 години 4 рап, значи извадив 15 студиски песни, напишав преку 500 текстови дома и на Facebook имам доста текстови, имам група, значи со Аско, мојот пријател, кај што беше во групата, секој ден објавувавме текстови, од тие текстови одлучувавме кој да се снима, кој не. И така сепак добро беше. Исто така имавме настапи со Дио и со Дейвид Блеко, правевме музика, поздрав и до нив. Значи сме се дружеле доста, и со Дейвид Блек, и со Дио сум се дружил, и со многу други, но нив ви ги кажав, пошто они нели започнаа со YouTube. Поздрав до нив. И така луѓе, сега да го испланираме денот. Моментално идеме да играме билјард со Нина и така малку релаксација, како што можете да видите. Морам да ви признам дека Нина ме тепеше билјард со нејзините работи. Сега идеме прошетаме на кручи дома. Колку е смел, глеме ги нозете. Замисли она кога ке се начукаш и ваков си само здровен цели. Жами за деча. Што да ви кажам? Еве ви едно подолго влогче, луѓе, ќе има повише влогови. Само ако ставите subscribe и лайк, и ако сте нови, ако прв пат не гледате фацата, стиснете лайк батон, smash that like button. Yeah. Премеска. Ајде стане. Джентлмен. Тоа е тоа, луѓе, за денешното влогче. Ако ви се допаѓа ова видео, ставете лайк, шер и subscribe, а ние се гледаме во следно видео и ќе има многу интересно видео во иднина. Така да се гледаме. Yeah.